Топлото време ќе го забрза пролетниот род во Струмичко. Со 15 денови до 1 месец порано може да стаса дел од реколтата. Според познавачите, земјоделците може да очекуваат поместување на бербата на пролетната зелка. Знаеме дека голем број на земјоделски производители веќе зелката ја имат посадено на стално место во пластеници, оранжери и така натаму, и она е во фаза на развој. Ваквото топло време во колку потрае, без потреси, односно без промена на температурата пред се, може позитивно да влие врз развитокот на зелката, односно таа многу порано да стаса, него вообичаено и бербата да биде од прилика крајот на март, значи во текот на март, а не во април месец. Ова од една страна е многу позитивно ќе биде за нашите земјоделски производители, затоа што знаеме дека горе е многу поладно и дека зелката, кај што и кај другите држави кои што се по на север, се одгледува, ќе стаса покасно, па нашава зелка ќе може да се извези и ќе добие подобра цена. Ивановски вели дека оваа ситуација е поволна, но има и опасности по родот, особено ако фатат студови и подолги временски интервали со минусни температури во период на развој на зелката. Но нормално време до март има, само да се молиме да не дојде до промена на температурата, да не дојде до заладување, кој што подолго ќе трае, затоа што може, како и претходните години, да предизвика цветање на зелката и уништување на родот на самите производители. Да ги подсетам обично производителите да знаат дека од садење на стално место до берба се движат овие сорти, што се околу 60 дена. Поради топлата вода, но и загревањето на оранжериите, зелката во Струмичко стасува најбрзо во Банско и Куклиш.